Почитувани гледачи, добро вечер. Ве поздравуваме и во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денеска ќе имаме убаво дружење и сето она што ќе го говориме како денешна тема, се надевам дека ќе биде интересно. Ќе се вклучите во нашиот разговор, ќе поставите некои прашања до денешната моја докторка која што е веќе со мене во студиото, се со цел да добиете што повеќе информации. Интересна тема, за прв пат во Ваш термин говориме за проблемите со рацете, за заболувањата на рацете, значи ќе говориме за две заболувања. Тоа е дипитреновата болест и тунел карпал синдромот на рацете. Меѓутоа, што поточно и какви заболувања представуваат овие на рацете, ќе ни каже доктор Синоличка Џамбазова, која што е специјалист ортопед хирург и ни доаѓа од клиниката за ортопедија, од Државната клиника за ортопедија. Се надевам дека ќе биде интересно и сите оние кои што ќе се пронајдат во оние симптоми за кои што ќе говори доктор Џамбазова, ќе можат слободно да ни се јават и да ни искомуницираат. Меѓутоа, пред да започнеме емисијата и пред да го започнеме разговорот, предлагам од режија да го пуштат прилогот кој што е подготвен за едно од заболувањата, па потоа ќе се вратиме во студиото. Дипитренова болест е болест кај која доаѓа до трајно свиткување на прст или прстите, со неможност за испружување на дланката, а неретко и на прстите се јавува задебелување во вид на подкожни чворчиња или фиброзни траки. Најчесто болеста почнува после 40-та година од животот, најнапред со појава на еден чвор, а потоа постепено доаѓа до ширење на фиброзни траки и на крај развојна слика на трајно свиткани прсти. 13% од европската популација заболува од ова заболување. 12.000 операции на годишно ниво во Велика Британија се извршуваат поради дипитренова контрактура. Односот мажи спрема жени е 10:1. Во Македонија, второ по честота заболување на горниот екстремитет. Основата на болеста ја прави фиброзната дегенерација на фасцијата на дланката. Наследниот фактор е докажан и клучен во настанокот. Често се јавува кај пациенти со шеќерна болест, епилепсија, луѓе што консумираат поголемо количество алкохол, а некогаш се појавува непосредно после повреда на шаката. Првиот знак за развој на оваа болест е појава на едно или повеќе подкожни задебелувања на дланката, во вид на зрнести чворчиња, кои може да се напипаат. Во понатамошниот развој на болеста се јавуваат подкожни траки и тогаш доаѓа до првите знаци на свиткување на прстите. Најчесто е зафатен четвртиот прст, а потоа и малиот петиот прст, но може да почне на било кој прст. Пациентот се жали на неможност да се ракува со другите луѓе, да обавува мануелни работи, како на пример да пресече леп, да отвори конзерва, да зборува на мобилен телефон. Во помал број на случаи се јавува освен на дланките и на табаните и колената. Често се јавува билатерално на двете шаки. Детален клинички преглед со испитување на функцијата на испружување и свиткување на прстите е поставување на дијагнозата, како и детектирање на подкожни чворчиња е сосема доволно за да се постави вистинската дијагноза. Во раната фаза лекувањето вклучува локална примена на ултразвук, ласер и кинезитерапија, како и кортикоидна инфилтрација. Во понапредниот стадиум се пристапува кон хируршка интервенција, минимално инвазивна микрохируршка техника, без рез, без сечење е најдоброто решение. Еве толку колку за информација, да се вратиме ние на темата, значи за оние кои што подоцна се вклучија, веќе со мене во студиото е доктор Синоличка Џамбазова, која што е специјалист ортопед хирург и ни доаѓа од Државната клиника за ортопедија. Добар ден, односно добро вечер и добро дојдовте. Поздрав до сите гледачи. Так. Јас напоменав ќе говориме за заболувањата на рацете, кои што се две најчести заболувања, тоа е диоптреновата болест и тунел карпал синдромот. Дали се овие две единствени или има и други некои освен овие, баш ме интересира, еве на почеток да прашам. Бидејќи вие сте токму некако специјализирани за проблемите со рацете. Горниот екстремитет е навистина анатомски доста сложен, но ќе се согласиш со мене дека е најатакуван дел од целиот човечки организам.
Голема е плејадата на заболувањата. Ние за денес одбравме да говориме за двете најчести, не само кај нас, туку и во целиот свет, а тоа е карпал тунел синдром или ние го нарекуваме синдрома тунели карпалис и дипитреновото заболување или контрактура дипитрен. Но освен овие две заболувања, има уште многу други заболувања. Значи, сепак има уште многу заболувања. Да. Значи, кога ќе говориме за карпал тунел синдром, кој што представува најчестата мононевропатија, или значи притиснат нерв, или 90% од сите каналикуларни синдроми отпаѓаат токму на него, ќе споменеме дека не само медијанус, кој што се наоѓа токму во овој дел, во каналис карпи, ние имаме и други нерви во горниот екстремитет кои што може да бидат притиснати, како што е улнарниот нерв, радиалис, но тие се поретки. Значи, доминантно место зазема медијанус како најголема, најмоќна завршна гранка на најголемиот нервен сплет во човечкиот организам, а тоа е плексус брахиалис. Речиси секој втор или трет човек, а јас често пати знам да кажам во секојдневната пракса жена, бидејќи тоа е одлика на вистина на вредни жени. Односно луѓе кои што несебично ги атакуваат, не штедејќи ги дланките секојдневно, не само тоа се одредени професии каде што се повеќе атакувани. Тоа сакав да кажам, дали се засегнати само оние кои што навистина најчесто ги употребуваат рацете или пак може да се јави, како што се напоменува и во прилогот, нели, кој што во текстот кој што го читав, дека има и други фактори кои што се причинители за појавата на овие заболувања на рацете. Така, многу интересно прашање. Значи, да споменеме уште еднаш. Компресивни невропатии или мононевропатија, значи притиснат нерв, но причината може да биде механичка, однадвор, да биде моментална или да биде перманентна, но може да биде во склоп на многу заболувања. Она што сакам да го издвојам, значи тоа се големите групи на болести како што е ревмативниот артрит, тоа се ревматските заболувања, шеќерната болест или диабетес мелитус, пациентите кои што се на диализа, но да не забораваме дека голем процент на луѓето кои што имаат проблем со вратниот рбет страдаат од карпал тунел синдром. Како е тоа поврзано? Многу теории се правени околу самата болест, зашто синдромот тунели карпалис 80 милиони луѓе во светот заболуваат токму од ова заболување. И дури на листите на операции во сите клиники е на првите места. Така да, многу едноставно е објаснувањето за нашите гледачи. Станува збор за плексус брахиалис, најголемиот нервен сплет. Тоа се само гранки кои што одат надолу по долниот екстремитет. И секако вратниот рбет е многу значаен стожер во сета оваа приказна. Но нема човек кој што нема проблем со рбетот. 80% од целата популација има проблем. Дали е тоа вратниот или некој друг дел од рбетниот столб. Дури има и интересен податок, ова нема да ни се допадне, особено модерниот човек поминува часови и часови пред компјутер. Во САД се смета за професионално заболување луѓето кои што работат со компјутери. Така да ние знаеме после нашите секојдневни обврски да продолжиме да ги атакуваме рацете, но некогаш знаете како забораваме дека целиот терет паѓа на едната шака, особено доминантната и претежно е тоа десната во секојдневниот живот. Само да кажам дека дипитреновата болест е поспецифична за мажите, а карпал тунел синдромот за жените. Така, статистиката така говори, значи 3 пати почеста кај женската популација е карпал тунел синдром или синдрома тунели карпалис, а додека дипитреновото заболување или контрактура дипитрен е дури 10 пати почесто кај мажите. Ајде вака да почнеме први за карпал тунел синдромот, па потоа ќе се префрлиме за она кај што е нели за Ние имаме убави инсерти, можеме да ги погледнеме, може да ги пуштат значи од режија инсертите за карпал тунел синдромот, па нели и да можат нашите гледачи да видат впрочем што се случува со шаката кога веќе се случува ова заболување. Дали може режија да ги пуштите сликите, фотографиите? Значи што е она додека ги чекаме инсертите? Што се случува всушност? Какви се тие симптоми? Што почнува да се случува со шаката? Така? На оваа фотографија јасно гледаме каде се јавува булката. Значи, станува збор за чувство на парестезија или трпки мравки како струење по должина на инервационото подрачје нервус медијанус во шаката. Тоа значи палецот, вториот, третиот и половина од четвртиот прст.
Ги одбрав овие инсерти за да сватиме дека луѓето кои што поминуваат часови и часови во една позиција како што се различни професии, особено луѓе со вибрациони машини. Тоа се едни чести репетирачки повторувачки движења. Вредни луѓе, навистина вредни луѓе. Или има многу фини движења како што се шиење, нели кога работат со игла, кога плетат жените. Плетењето, да. Да, ова е одлика на модерниот човек, ова се ортози, тоа се ортози кои што ги советуваме, особено навечер, да. Еве како изгледа самиот нерв. Поспоро со фотографиите. Да, ова е, значи жолтата боја е нервот, можеме да видиме колку е тој сложен канали скарпи или канал низ кој што минува нервус медианус. Така. Значи станува збор за еден канал во кој што се наоѓа самиот нерв, а тој е доста голем, значи како едно пенкало изгледа вака описно за самите гледачи. Во самиот канал се наоѓаат дури 9 тетиви за флексија на прстите. И сето она што ќе го наруши овој простор, ќе доведе до притисок врз медианус. На почеток ќе почнат да забележуваат како од време на време чувствуваат трпки мравки во предел на ягодиците на прстите, значи на првиот, вториот, третиот и половина од четвртиот, со протресување на шаката ќе исчезнат. Меѓутоа, како ќе прогредира компресијата, а не побарале во меѓувреме стручна помош, еве токму како изгледа, значи нервус медианус и каде се појавуваат тие трпки мравки или парестезија во предел на шаката. Ќе забележат дека болката станува и печењето е постојано, константно. Дури навечер опишуваат како ги буди таа толку силна болка, тие не може да живеат со таа болка, ги буди од сон. Значи имаат еден немирен сон, значи не спијат, не е тоа со денови, со месеци. Се буваат пациенти со години кои што го имаат овој проблем. Не секогаш е вината нивна, значи можеби не навремена диагностика, не навремено поставена диагноза, со се со цел, нели, за да може правилно да се лекува. Ако е во првиот стадиум на заболувањето, тогаш е доволно само да се даде аналгетик, да се даде витаминска терапија, значи станува збор за Б витамин и да се дадат може да се среди со секако. Така. Да се храни нервот и да се дадат навечер тие ортози кои што ги советуваме. Многу интересни студии се направени токму за карпал тунел синдром и многу значено место зазема на сите конгреси за хирургија на рака, на сите симпозиуми и семинари, што се случува во ноќното време. Зошто токму тогаш е најсилна болката? Бидејќи кога спиеме, имаме една релаксирана позиција, самиот рачен зглоб е во една флексиона позиција. Со тоа притисокот врз самиот нерв е најголем. И токму поради тоа се јавува таа силна болка која што ги буди од сон. Меѓутоа, за жал, во Македонија доаѓаат во еден подоснежен стадиум. Значи имам пациенти кои што со години го имаат овој проблем, па дури и 5, 6 и повеќе години, каде што веќе замислете сега, вака им објаснувам на пациентот. Години, кој стадиум би дошло тоа на болеста? Им објаснувам вака, замислете сега вашиот нерв да се најде во еден зид. Така. И сака да земе воздух, значи нема кислород, нема прокрвареност, значи нема како да се храни. Така. И вие го ставате како во менгема со години. И тој ја губи комплетно својата функција. Што значи тоа? Таа е многу голема мешовита гранка. Има свој сензитивен дел, значи за чувството за допир. Ќе забележат дека чувството за допир е намалено, но има и моторен дел. Значи има две моторни гранки многу значајни. Па она што ќе го забележат како ќе прогредира самото заболување, почнува да се јавува намалена мускулатура во овој дел, тоа е тенарот. Значи почнува хипотрофија, дури атрофија. И не им јасно што се случува, се додека не почнат да им спаѓаат предмети од шаката. Значи мали предмети, како што е пенкало, фини мали предмети почнуваат да паѓаат. Најчесто, за жал, во оваа доснежна фаза бараат стручна ортопедска помош. И јас би била многу среќна во иднина, токму и овој тип на емисии се за тоа, нели, да допреме до гледачите, да се јават во раниот стадиум, во кој што со една оперативна интервенција која што се изведува во локална анестезија, истиот ден се заминуваа дома, нервот комплетно ќе ја врати својата функција. Дори е многу интересно за време на оперативниот запад да се види како се враќа самата пребоеност на нервот, тој станува розеникав. Така. И веќе од следниот ден пациентите умеа да кажат сега имам нова рака или после многу време конечно спијам. Значи комплетно се враќа во функција шаката. Така.
Значи во секој случај не е нешто како да кажам, страшно, колку што можем да забележам од вашето излагање, тоа се прави во еден ден и да, самата интервенција е во локална анестезија. А најстрашно во сето веднаш после операцијата веќе раката е функционална? Да, секако дека е функционално со тоа што добиваат совети, бидејќи знаете како успехот е загарантиран во околку има соработка помеѓу хирургот и помеѓу пациентот. Но она што мора е да ги следат секако советите, значи тие приврски кои што се редовни, и на 14-тиот ден ги вадиме конците. После вадење на конците може комплетно да се вратат на своите секојдневни обврски активности. Така. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи говориме за заболувањата на рацете, па доколку се пронајдете во некој од овие симптоми или доколку имате некои проблеми, слободно можете да се јавите на нашите телефони, се надам од режија веќе ќе ги испишат на екранот, ако не се веќе испишани, и да ни се приклучите во нашиот разговор. Доктор Синоличка Џамбазова е тука денес за вас, за да ви објасни некои работи ако имате некој проблем со рацете во врска со она што говориме во моментов. Значи, дали може, секогаш кога говориме за заболувањата, некако си велиме, па може ли некако да се спречи ова? Дали е превенцијата во тоа да се јавиме навреме или пак може ли некако да се направи нешто да не дојде до овие проблеми со рацете, или како што напоминавте сите оние кои што имаат тешки работи или вредните, нели, луѓе, што се вели она што го работат со раце, сите оние професии за кои што можевме да ги видиме од сликите. Може ли некако да се спречи? Што треба да се прави за да не дојде до ова заболување? И дали, впрочем, секој може што ги има овие професии да заболе или пак има некои исклучоци кои се посклони? Може би некои други заболувања, како што ги напоменавме, се иницијатори за да се појави ова заболување? Ние секогаш во медицината би сакале да можеме да превенираме. Така. Како што споменав, значи, самата причина за настанок на компресивните невропатии, или во случајот говориме за мононевропатија, а тоа е карпал тунел синдромот, може да е механичка причина, значи од надвор, тоа значи, но може да е како ако дел се повреди раката, дел и траумата е еден дел, но не само да се повреди. Така. Значи споменавме тоа се едни исти повторувачки, репетирачки движења секој ден, така, но со години. Значи тоа се одредени професии кои што се поатакувани. Так. Па и во Македонија да ги земеме земјоделците, така, рударите. така. Значи имаме, навистина ние сме вреден народ. Имаме многу професии кои што се повеќе атакувани. Навистина поврзаност. Ајде да слушнам, имаме гледач на линија. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Гледачка од Скопје. Имам едно прашање за докторката. Да слушаме. Се слушаме? Да, бе слушаме, повелете. Да. Кажете ми, не следев од почеток, не знам точно за која докторка станува збор, ќе ми треба контакт и каде може да најдеме. Так. И прашање, дали кај нас се третира триангулар фиброкартелич комплекс на шаката, значи една повреда на лигаментот од овој ТФЦЦ комплекс. Добро. Значи, тоа е само прашањето во однос на... Да, Добро. бидејќи имаме некоја почетна дијагноза, па би сакала да знам дали докторката може да направи еден преглед, да утврдиме дали навистина се работи за ТФЦЦ повреда. Добро. И доколку се работи за таква повреда, дали во Македонија Може да се санира. оперира овој вид на повреда на шаката. Така, значи, моја денешна гостинка е доктор Синоличка Џамбазова, специјалист ортопед хирург, и можете да ја најдете на Државната клиника за ортопедија. Значи, Благодарам. може таму Благодарам. да закажете термин и да се видите, а за она другото прашање, еве доктор Џамбазова ќе ви одговори. Благодарам. Така, најнапред драго ми е што не следите со внимание. Она што ни го прочитавте, секако првично треба да се направи еден клинички преглед. Предпоставувам дека веќе е направено магнетна резонанса и дека она што ни го чита во моментов е извештајот магнетна резонанса, но постојат и клинички тестови со кои што се утврдува дали навистина станува збор за повреда. Ова е една интересна тема, се надевам дека во некоја следна прилика ќе говориме за неа. Станува збор за повреда на итекако сложен лигаментарен апарат во предел на рачниот зглоб.
Така да советувам, вие имате еден убав наслов на вашата емисија. Ваш термин, а во рамките на мој термин, секако матичниот доктор може да ги упати на вистинската адреса. Така, уште еднаш ќе потенцирам доктор Синоличка Џамбазова на клиниката за ортопедија. Се надевам дека забележавте и ќе можете да појдете, нели, да се видите лично и да ви помогне доктор Џамбазова колку што може, нели, околу вашиот проблем. Стигнавме до причините кои што се пропратни. Така, на многу заболувања, сакам да споменам дека може да биде и транзиторна хормоналниот дисбаланс, особено во менопауза и во времето на бременоста. Че има често пациенти кои што додека се бремени чувствуваат вакви трпки, мравки, парестези, но е многу интересно. Значи со завршетокот на бременоста. Само вака би сакала да ве прашам, дали кога ништо не правите, ви доаѓаат тие трпки мравки или можеби кога нешто ќе ја притиснете раката? Зависи од стадиумот. Така, она кога ќе ја притиснете подолго раката, па кога ќе чувствувате тие трпки, дали има тоа поврзаност? Стадиуми кога се јавуваат, значи се појавуваат тие парестези, па престануваат. Значи не се постојани. Меѓутоа ќе дојде во фаза кога тие се постојани. Без никаква, нема пауза, не, и дење и ноќе. Јас, иако сме ние, значи, во едно модерно време, со жалење морам да констатирам дека имам пациенти кои што се од другите градови во нашата земја, кои што доаѓаат после 5, па дури и 10 години, и она што можете само да го видите во старите учебници, јас сум го видела и во живо во Македонија, а тоа се како канџа шаки, каде што имаме притиснат медијанус, но и другиот нерв, а тоа е лунарниот нерв, каде што само инервационото подрачје е друго, значи имаме мал и половина до четвртиот, значи до него прст, и тоа се исто така трпки, мравки, струја, или често пати секому може да му се случи, ако се потпреме на лактот, и одеднаш чувствуваме како некоја струја да ни поминува, ама како вие ќе тргнете раката, значи таа струја престанува. Значи, тоа е она што го говоревме, може да е на почеток, значи само периодично, но како ќе прогредира самата болест, значи нервот е постојано компримиран и веќе булката е постојана. Токму таа силна ноќна булка и најмногу ги тера да се јават и да побараат стручна помош. А зошто навечер почесто, мисля че ми преиска почнете ли да кажувате? Да. Зошто навечер се ја објаснив теоријата, верувам дека гледачите ја разбра. Зошто токму навечер? Значи почесто е навечер. Да, навечер заради може и да не се јавува флексиона положба на рачниот зглоб, по која што сме нели некога спиеме, сме во една релаксирана позиција. Ајде да слушнеме кој се јава. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Говорете. Ме интересира безсиндромна немирна нога. Може ли само да го намалите тонот на телевизорот, за да убаво се разбереме? Сега, момент. Ајде. Значи, ајде, сега кажете убаво зашто е вашиот проблем. Имам синдром на немирна нога. На немирна нога? Не можам да спијам. Сега дали тука може да се помогне? Добро, дали досега сте биле негде? Да, сум бил, пијам диазепами, ворсилани. Значи само таблетарна терапија. Оландикс ми даваше сега последниот пат, али без успех. Така. Добро. Еве останете со нас, доктор Џамбазова ќе објасни во оној што е нејзин домен, што би бил вашиот проблем. Зашто се работи? Денешна наша тема е хирургија на рака, зборуваме за карпал тунел синдром и Дипитриново заболување. Верувам дека матичниот доктор знае да го упати, значи каде треба да се јави? Ние секако сме еден убав тим, да, има колеги кои што се занимаваат со тој дел, но секако верувам дека е направена консултација со невролог. Така. И затоа постои мој термин и затоа се матичните доктори. Јас морам да ги пофалам особено. На невролог или да се обрати на матичниот доктор ќе ги упати каде треба понатаму. Од кога започна проектот за микрохирургија и хирургија на рака, јас навистина една пофална нота до моите колеги, особено до матичните доктори кои што и те како знаат правилно да ги упатат своите пациенти кои што имаат проблем со шаката и со горниот екстремитет, така да од ден на ден и културата и свеста е се на повисоко ниво, на кое што сум посебно и стрекна и горда. Така.
Значи, во секој случај, поидете кај вашиот матичен доктор, уште еднаш кажете му зашто станува збор да ве упатили на клиниката за ортопедија или пак на невролог, за да точно утврдат што е вашиот проблем, или да го решите сето тоа за да не ве представува проблем во однос на вечерните часови. Доктор Џамбазова, до каде стигнавме ние во однос на говорењето? Би сакала да позборуваме малку и за дипитроновото заболување и да ги повараме инсертите. Да, немаме уште многу време. Така, значи спомнавме дека е почесто заболување кај машката популација. Што се случува? Особено би сакала да ги истакнам скандинавските земји каде што дури 35% на кај машите над 60-та година го имаат ова заболување. Ова е многу интересна тема. Постојана науката оди напред. Така. На сите стручни средби посебно внимание се придава и акцент на контрактура дипитрен. Оно што ќе го забележат пациентите најнапред, тоа се едни чворчиња кои што сами може да се ги напипат, ќе ги видат инсертите, значи како зрнеста конзистенција подкожни се тие. Тоа е почетното? Да, почетниот стадиум, првиот стадиум ќе забележат едни нодули или чворчиња, ќе си ги напипаат и ќе сватат дека со текот на развојот на болеста тие преминуваат во едни фиброзни траки, ригидни. Ова е дури 4-ти стадиум, а ова е веќе пациент после новата оперативна техника која што ја принуваме на клиниката за ортопедски болести, нидофасиотоми. Ова е 3-ти стадиум, значи најнапред се деформира само едниот прст. Најнапред, значи започнува со 4-тиот прст. Потоа го зафаќа и малиот прст. Значи тоа е најчестата типична слика, но може да биде зафатен било кој. Најчесто е доминантната, често пати е билатерално обострано. Значи, 4-тиот го влече присилно навнатре, со тоа што вие да сакате, не можете да направите ниту механички екстензија или испружување. Еве како изгледа шематски самото чворче или нодулус, ние го викаме. Тоа е тоа што е под малото прсте, така е малиот прст, кој што понатаму преминува во едни, како струни на виолина ги опишуваат, че тоа се толку ригидни, фиброзни траки, кои што присилно го влечат прстот. Во првиот стадиум немаме булка, и за жал пациентот не се јавува во овој стадиум, за разлика од Австрија, Франција и Германија, каде што доаѓаат во овој стадиум, кај нас доаѓаат за жал дури во 3-тиот и 4-тиот стадиум. Така. Подоцна, значи, ќе забележат дека ова е техниката како се изведува. Пред да ја објаснам, ќе забележат дека едно обично добро утро, добар ден, веќе рекувањето им представува проблем или зборувањето на мобилен телефон. И сега да ги охрабриме гледачите, значи на нашата клиника, после моите стручни престои во најдобрите клиники за хирургија на рака во Европа, особено во единствениот центар за минимална инвазивна хирургија во Страсбург, под водство на професор Матулин, ние работиме оваа минимална инвазивна техника, микрохируршка, каде што наместо скалпер, наместо нож користиме мали иглички. Значи најголемото оружје е оваа мала игличка. Станува збор за интервенција која што се изведува во амбуланта, во локална анестезија, значи немаме дополнителен стрес за болнички прием и болничко лекување. Истиот ден си заминуваат дома, единствено што се советува првите 2 дена да одмараат и да ни дигаат тежок товар во првата недела после интервенцијата и веднаш се враќаат на своите секојдневни обврски. Ова се наши пациенти, значи имаме една огромна серија на пациенти. Она што можам да го кажам, посебно сме стрекни кога ги имаме овие тешки стадиуми, како што е 3-тиот и 4-тиот, бидејќи 4-тиот стадиум генерално и во светот многу малку центри го работат, затоа што се советува веднаш да се ампутира, да се пресече тој прст. Ова е шематско прикажување на нодулите и на самата контрактура. Со оваа оперативна техника бевме ставени во категорија за награда на Светскиот ортопедски конгрес во Монтреал. Да потенцирам сега. Уште ми се свежи сеќавањето, значи 4000 ортопеди на едно место, 2500 презентации, само 100 бевме ставени во категорија за награда. Беа предвидени 2 награди, на крајот бевме 5 избрани со исти број на поени. Огромна и среќа и гордост и секако знаете како кога вложениот труд знае да го цени. Ние сме на мала земја. Бевме рамо до рамо со големите сили, значи бевме во конкуренција со Јапонија, со Канада, со Америка, со Кина. Значи тоа се огромни популации, технички многу помокни од нас, но веројатно нашата желба да се помогне и ентузијазмот и челичната волја помогна да бидеме рамо до рамо со овие светски сили.
да потенцираме дали исто и овие заболувања, и двете заболувања им се исти факторите за причина на појава? При мојот последен престој во Кралската болница во Лондон, значи минатата година, најновите студии од Оксфорд говорат дека дипитрен е заболување кое што е наследно заболување. Докажано е дека е наследно заболување и се правени многу интересни испитувања на генерации, значи фамилии, каде што е утврдено дека се провлекува низ генерации самото заболување. Но она што светот се стреми да помогне е матрикс металопротеиназите, значи станува збор за биолошки маркери, како клуч во самата прогресија на болеста, особено матрикс металопротеиназата 2 и 14. И ова се нови испитувања од 2011, значи почнуваат во Англија и Франција и се надевам дека во блиска иднина ќе бидат достапни и за нас, со тоа што оние фамилии кои што имаат дипитреново заболување може да ги направат овие испитувања и да знаат нели кој од семејството во иднина е потенцијален за да го добие самото заболување. Така. Се вели дека после 40-тата година од животот обично се јавува. Се случило ли на порана возраст да има проблем Статистиката со овие и заболувања? кај нас и Така? на светско ниво, значи е помеѓу 40-тата и 60-тата година, со тоа што за carpal tunnel синдром морам да кажам дека има и многу помлади пациенти под 40-тата, за дипитрен од 40-тата па нагоре, иако во светски рамки, значи некаде после 50-тата, а тој процент многу поголем. Како е состојбата кај нас? Еве, кога се подготвувавме нели за емисијата, јас прв пат слушнав за вакви заболувања на рацете. Дали затоа и е добро што еве ја правиме оваа емисија, впрочем и да ги информираме луѓето што всушност представуваат овие заболувања, дека навистина се случуваат, иако не се ни свесни што им се случува со нивната шака, да знаат дека навистина е тоа проблем. Мене ми е многу драго што Дали воопшто луѓето кога ќе дојдат и кога ќе им кажете што се случува, исто како мене ви велат прв пат слушам? Тоа може би било во минатото. Но Така? мене ми е многу драго што преку овој тип на емисии, преку најразличен тип на информирање, Значи сепак колку толку веќе се сами се информирани, пронаоѓаат, самите си ја препознаваат. Така? И јас бев многу изненадена пријатно во минатото, кога и многу други и колеги не го знаат заболувањето од други области, затоа што знаете како ќе си забележат некоја промена во шаката, не им е јасно што се случува, нормално бараат стручна помош. Така. Веќе матичните доктори добро го знаат ова заболување и навистина со правилната дијагноза ги упатуваат, на што јас сум посебно среќна. Но ми е драго за самите пациенти кои што си се пронаоѓаат и кои ќе дојдат на преглед, викаат докторке, ние ве гледавме и ние го имаме тоа заболување. Значи самите си ги гледаат своите промени и се охрабруваат, бидејќи до вчера не знаеле дека постојат вакви нови методи кои што се минимално инвазивни, значи нема никаков рез, нема потреба од никакви приврски, нема вадење конци. Така да ова е нешто што и во светот е најново, така да и кај нас. А се започнува пред неколку години кога еден колега ентузијаст, професор Гари, прави една мала студија на 100 пациенти. Така. За да подоцна Задржите мислата, ќе го вклучиме гледачот па ќе го објасниме тоа, многу интересно е. Повелете, добро вечер. Дали се слушаме? Дали не слушате? Си исклучи гледачот. Ајде, интересно ми ова да го Значи, после успешната студија од 100 пациенти, тој продолжува со голема волја и голем ентузијазам и таа прераснува во 1013 пациенти, каде што се докажува дека 99% станува збор за сигурна метода, каде што немаме повреда на нерви, каде што немаме повреда на крвни садови, каде што се работи во локална анестезија. И знаете како има исто многу пациенти кои што и се повозрастни, па имаат контраиндикација за операција поради X фактори, мноштво болести, така да ова е идеално решение за секого. Мислам дека така често пати знаат и да ме насмеат во секојдневната пракса, ќе кажат ние со години го имаме овој проблем, но до сега не се одлучивме да го решиме, но кога слушнавме дека тоа е едноставно и дека нема. И кога гледаме како изгледа самата метода, сакаат да си го решат својот проблем. Знаете што значи кога го имате овој проблем на двете шаки? Така.
колку е тешко да Тогаш не можете функционирате во воопшто да секојдневниот функционирате, живот. Да. Да, добро е што еве и постои такво нешто за да може да, нели, тие проблеми што ги имаат, претпоставам навистина многу им е тешко да може да ги решат. Добро вечер, за кого повелете? Дали се слушаме? Ало, добро вечер. Добро вечер. Јас моментално мислам малку покасно се вклучив и не знам која е докторката, ве поздравувам и вас и докторката. Благодарам. И би сакала, пошто мислам дека имам такво нешто на тој синдром на прстите спрема тоа како е објаснато, каде би можела да се обратам и да отидам на преглед кај незе. Така. Ајде, доктор Џамбазова, еве вие сама кажете. Секако верувам дека сите оние што внимателно не следеа од самиот почеток на емисијата и дел од оние кои што се пронајдоа во овие симптоми, секако дека може да побараат стручна помош на клиниката за ортопедски болести. Ние сме повеќе колешки кои што се занимаваме со оваа патологија, со карпал тунел синдром, така да матичните доктори во рамките на мој термин ќе најдат место, ќе закажат термин, а во колку сака да ако имаат дипитрен, секако, нели, во колку имаат проблем со дипитреновото заболување, мој амбулански ден е петок на клиника, се во рамките на мој термин. Така, доктор Синоличка Џамбазова. Така. Значи, за гледачката, ако сакате лично со неа да се сретнете, тогаш нејзиниот термин е во петок и уште еднаш да потенцирам доктор Синоличка Џамбазова, специјалист ортопед хирург од Државната клиника за ортопедија за сите оние кои што слушаат, еве и посебно до гледачката. Доктор Џамбазова, многу ли има пациенти со ваков синдром кај нас? Многу. Да? Многу, навистина многу. Дури ако кажам некоја бројка само на неделно ниво. Колку пациенти имате еве во вашиот термин, кога е во петок? Многу ни откриете пациенти. некоја бројка. Јас би сакала да можам да помогнам на многу повеќе, меѓутоа човечкиот фактор и временскиот фактор се тие кои што ни дозволуваат да прегледаме одреден број на пациенти, но можам да истакнам дека навистина е многу често заболување и карпал тунел синдром кај жените доминантно 3 пати почесто и дипитреновото заболување. Дури некогаш знам да кажам во овие последни години како што започна проектот за хирургија на рака во 2012 како да исплива сите заболувања поврзани со шаката. Така. Но она што сакам да истакнам... Од 2012 па наваму? Да, од 2012 почна проектот за хирургија на рака и година и половина бев на престој, на стручен престој. Да, сте имале навистина среќа да престојувате во многу. Да, имав навистина среќа да учам во многу центри, така. Да, несебично да ми биде пренесено знаењето, да се воспостават многу мостови на пријателство, да работите со такви врвни хирурзи, тоа се хирурзи, значи, од таков калибар, кои што може би како некој сон. Сето тоа. И навистина сум благодарна, особено за колегите кои што одвоја од своето драгоцено време и оперираа 9 македонски пациенти на нашата клиника, па дури инструменти си донесоа самите. Така да, она што сакам да го истакнам, дека е многу важно да се дојде во раната фаза и за едното и за другото заболување. Уште оние први симптоми кога ќе ги почувствуваат. Уште првите симптоми, но особено што сакам да апелирам, значи сега овие зборови ги упатувам до колегите од другите центри во држава, од каде што ни доаѓаат за жал еднаш, 2 пати, 3 пати оперирање неуспешно. Многу е потешко ревизија да се работи кај еден пациент, отколку првично вие да го решите проблемот. Хирургија на рака бара многу добра едукација. Не секој може да се нафати во ова подрачје. Нема милиметар каде што нема некој нерв или крвен сад кој што може да го повредите. Така да мора прво да се помене како азбуката. Значи курс за микрохирургија, мноштво операции, под менторство, значи едукацијата е макутрпна, бара, навистина бара и сила, бара и енергија, но многу посветеност и верувам дека ќе допре, особено до колегите низ Македонија, од каде што добиваме за жал навистина многу тешки случаи. А имаме успех со оваа техника и со ревизија. Значи денеска не донесов такви инсерти, во некоја следна прилика ние успешно го решаваме и тоа, но посакувам да немаме такви пациенти. Ајде да слушнаме кој е на линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало? Повелете? Уклучите ме со доктор да слушам, га на зборови. Значи, вие сте веќе вклучени во програма, само треба да го намалите тонот на телевизорот, за нели удобно ние да се разбереме. Добро вечер. Да слушаме.
емисијата. И поздрав до докторка Джамбазова. Сакам да кажам убави зборови за неја, затоа што 12 година ја бев пациент на Изин. Јас сум од Демир Капија. Она ма знае, може ма памтуваше, се викам Блажо Ефремов. Многу ми е мило што се вклучи. Меѓу другите доктори што имам контактирано и сето, една од најуспешните. Докторка е за Шаки. Со имам зборено и за Србија. Едина што е прва што Груевска испрати во странство да се доспециализира таму, тоа она го знае подобро од мене, со специализации таму што беше во Турција. И тоа сакам да кажам благодарност, а може пак че се види ми се јавува на левата рака. Тоа беше опресана десната рака, а сега ми се јавува имам 2 точки на левата рака. Ке ми биде милости како емисијата и се неубаво. Многу ми е мило што се вклучи, значи како не се свикувам, јас се свикувам иако се тоа јадници пациенти подеднакво на секој од нив. Блажо е меѓу првите пациенти кои што е со дипитриново заболување, кои што сите мои пациенти се послушни, јас многу се гордеам со нив затоа што ги спроведуваат моите совети безпрекорно постоперативно. Ке ми биде мило да го сретнам секако. Тој е добар и не дошол на контрола со години. Да, меѓутоа рече еве сега за другата рака. Да. Па се надевам ке се видите, но благодариме многу на гледачот за тоа што еве и лично ве познава и го кажа сето она како искуство што го имал веќе во однос на вашата стручност. Па тука некаде веќе ќе мора да завршиме, што само онаку со уште еднаш како една порака до нашите гледачи. Во секој случај навреме да се јавуваат. Најголемиот совет, најдобронамерниот совет од нашава заедничка средба е навремено доаѓање и побарање стручна помош, бидејќи многу поедноставно ако сте во првиот и вториот стадиум и за едното заболување и за другото заболување, и за карпал тунел синдромот и за дипитриновото заболување, работиме со најновите техники во светот, вратите на ортопедија се отворени секојдневно, пак ја повторам, значи ние сме повеќе колешки што се занимаваме со карпал тунел синдром. И еве на наша среќа работиме и оваа нова техника која што е предизвик за многу центри во целиот свет, особено четвртиот стадиум кој што успешно го третираме, го работат многу малку центри низ Европа и светот. Доктор Джамбазова, јас ти благодарам за денешното гостување. Прв пат ми бевте гостинка, за прв пат се среќаваме и се надевам дека еве во некое следно издание понатаму пак можеби некоја друга тема, бидејќи ортопедијата е широка област која што навистина има доста заболувања и доста проблеми. Благодарам уште. И мене ми беше задоволство искрено. Исто и мене. А тука ќе ги поздраваме нашите гледачи, ви благодариме на вниманието за сите оние кои што не следеа. Потенциравме неколку пати каде можете да најдете доктор Синоличка Джамбазова, значи уште еднаш да ви кажам на клиниката, на Државната клиника за ортопедија. Ви благодарим уште еднаш на вниманието. Имајте убав остаток од денот, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.